Добро вечер на сите слушатели и гледачи на YouTube, на Канал 77 и слушатели на недоброто радио во Македонија, Канал 77 само хитови. Некако го како увертира на самата ова приказна, малце ми е чудно бидејќи сум сам на ова маса, немам човек покрај мене, затоа што полека но сигурно стигнавме и до крајот на оваа прва сезона. Моја беше одлуката да се заврши пред почетокот на летните одмори, пред почетокот на сите оние летни авантури кои најчесто луѓето ги прават и ги сонуваат за летните денови. Сите сакаме некој да се опуштиме, сите сакаме малце да се релаксираме од потребите, од работните состаноци, од работните обврски, од школото, па затоа одлучив и дека можеби ние малце треба да направиме една убава пауза која ќе донесе од октомври нови возбудувања, се надевам ново студио, нова сценографија, нови гости и нови луѓе кои што ќе бидат ставени на детектор за лаги или на полиграфот кој што е веќе познат не само во Македонија, туку насекаде во светов. Одлучивме дека ќе има новитети, одлучивме дека вака треба да завршиме првата сезона. Првата сезона, драги мои, ја завршуваме со 29 емисии, од кои имавме политичари, имавме спортисти, имавме актери, имавме музичари, имавме водители, имавме јутјубери, имавме адвокати, имавме директори, тоест јавни, тоест функционери, на јавни професии. Имавме специјалци, луѓе кои што биле во специјалната единица Тигри во Македонија. Имавме шампиони во бодибилдинг, имавме странски, тоест имавме интернационални гости како Александра Радович, како ТХЦФ, како Немања Милановиќ и така натаму, инфлуенсери. Имавме луѓе кои што дефинитивно заслужуваат простор на YouTube на Канал 77, така да поминавме одлична прва сезона со над 29 или 29 емисии, од кои што имавме одлични бројки за првата сезона. Севкупно имаме досега над 200 до 300.000 гледаност, така да тоа е една одлична бројка за Канал 77 и за YouTube, кое што, нели, сепак Канал 77 е радио, кое што е препознатливо и национално радио. YouTube е еден засебен проект или засебна гранка, која што нормално ја негуваме, но пред се сме радио. Така да е одлично за YouTube на Канал 77. Имавме моменти кога мал милион јавни личности ни откажуваа, јавни личности кои се плашеа да гостуваат, кои што не ми креваат телефон, кои што викаат дека ова било некако не за нив, многу мина од нив рекоа и дека било многу меко и тана, секој си даде свој придонес, а и секој си даде своја критика, дали било позитивна, негативна критика. Видов на крајот дека веќе имаме и друга емисија, дека ни имитираат. Еден јутјубер направи иста емисија, кај што јавните личности ги става на полиграф, но ние сме тие кои што први го почнаме во Македонија и верувам дека се другото е плагијат. Дами и господи, јас сум вашиот Миро Кацаров, цела сезона бев со вас, ве ветувам одлична. Втора сезона со поинтересни гости, се разбира, со поинтересни детали, бидејќи нели растеме од година на година. И ви посакувам пријатно и успешно лето со вашите најблиски, одморете се, а јас за крајот, заедно со мојот тим, со Гиле и со Оле, ќе ви давам една мал the best of или најдоброто тоа што се случуваше првата сезона или 2026 со првиот подкаст на детектор за лаги во Македонија на Канал 77 на YouTube. Најинтересните прашања со најинтересните одговори следуваат сега, така да уживате овие 20 на минути со оние сите јавни личности кои што гостуваа овде во студиото во Капиштет во Скопје. Ве поздравам до следно ведување и се надевам дека во втора сезона ќе бидеме уште подобри, уште погледливи, уште поинтересни, уште позабавни. Ве поздравувам. Дали разговараш лично и моментално со Петри Шелегов? Не сум го ни сретнал. Во моментите кога јас се кандидирав,
Па до неговото завршување како градоначалник на Скопје се видовме, мислам еднаш или два пати и уредно се поздравивме за тоа што тоа беше пред луѓе, ние сме возрастни, воспитани луѓе, тоа што не се слагаме, Боже моја, и со брат ми може не се служи. Така да, да. Сега да го видам нормално дека ќе поразговараме сега. Али ако не сега може и да не разговараме, не ми прави проблем. Види, анализираме, мора да ти кажам тоа на почетокот, пошто почна ситуацијата која што почна многу јајти темпераментни и динамични. Детекторот ги анализира прашањето 30 секунди. Од кого ќе притиснам ја да или не. Се анализира example questionот и имаме 30 секунди 20 затоа ти поставам подпрашање да мине тоа време додека детекторот детектира дали е вистина. Дали ја лажам или не лажам. Да, дали е вистината или не. Дали постои вистина за врска што никогаш не си ја кажала јавно? Да. Тоа е последната врска? Ти зборуваше јавно за последната врска? Зависи кој како перцепира. Тоа би го ставил. Да, така и беше. Во воздухот. Така да кој како го исперцепирал, така било. Па и за претходните. Све си струи во воздух. Значи не ти е проблем да комуницираш, да па и види. А веќе ако си јавна личност, народот сака да знае за тебе, тоа е нормално. Но некојаш нели сите работи не се кажуваат и не се откриваат. Па јас не гледам тоа зошто би требало да биде ставено како хайлайт на твојот живот. Кој? Така да го Љубовната наречам. врска? Да, љубовниот момент. Тоа е нешто твое, тоа е нешто интимно, тоа е нешто Да, што... пошто најчесто тргнувајќи од светот на Холивуд и светот на балканскиот шоу бизнес, сите врски се турбулентни. Да, си влече се свој. Така, иако обичниот народ си има турбулентна врска, или некој банкар и некој што работи у пошта си има турбулентна. Тоа никој не го гледа. Ама да, не е занимлив и не е интересен за публиката и за другиот или за народ кој што не го знае, не е интересен некој што е поштара, некој што е пејач, водител, манекен, политичар, е на тапетот точно, на јавноста точно. и едноставно вниманието е таму наклонето и сакаш да знаеш и не дека многу ни се турбулентни врските, но самите новинари, самата приказна се ствара у јавноста дека тоа е турбулентно. Да, и преинтересно е што народот на тоа си го носи вниманието. Да. Значи нема да се пробие моментот ако ти извадиш нова песна или имаш некој убав кариерен успех, по дефолт треба да го правиш, они мислат, да. Дали си заљубила во некој што не требало? Да. Сега, тоа не требало, моравме ова да го одговорам со да или не, затоа што е со да и не, има образложение. Јас верувам дека сите луѓе во нашиот живот влегуваат со причина и ме имаат научено и тие луѓе кои што имаат влезено во мојот живот и кои што биле присутни пред многу години зборам, не зборам за сега, ме имаат научено такви ствари, можеби со траума сум завршила на крајот од денот, ама таа траума сега израснала во една огромна лекција која што и ден денес ја носам со мене и употребувам на луѓето кои што најмногу ги сакам и тоа нема врска со траума само љубовна, туку ја употребувам и во нормални личности како пријатели, другари, фамилија и слично. Дали OnlyFans ти донесе повеќе пари отколку музиката? Да. За жал. Се заработува на OnlyFans? Се заработува, меѓутоа, мислам, за жал е тоа така. Јас сум го користела тој OnlyFans за да донесам пари во мојот буџет за да ја финансирам таа музика, што е многу жално. Ти беше една меѓу првите со OnlyFans во Македонија? Втора, мислам дека. Втора, така? Барем што јавно, втора или трета што јавно го кажа. Што јавно, да, браво, да. Пардон. Да. Дали Столе Димитриевски е модната икона во реп стацијата? Да, дефинитивно. Што му правите кога ќе се соберете, знам дека се слика, дека доаѓа со шубари, дека доаѓа во дресови на буфон, дека доаѓа со женски ташни. Знаете како? Го реметите?
Не, он само вели секако дека го чекаме со драго срце да дојде во тимската база И како ќе биде облечен пред секој чекање? и како ќе биде облечен, затоа што речи си пред секој собир има 10 минутна фотосесија за себе, за начинот на кој што тој ден е облечен и кога ќе искоментираме било што во врска со тоа, вели, знаете, ја го правам, отварам ви пут на сите вас. Така, да комоновски на шпански, да, меѓе, да. Овој ја што го носам себе, вие ќе го носите за 1 година, 2 години. Значи, знае да каже, така? Знае да каже, он е мангуп и добро му стои таа, не е улога, тоа е начин на живот и А скромен дечко е? Скромен. Што е проблемот со него во Валенсија? Валенсија, тренерите, договорот, начинот на кој што го изиграа веројатно. Столе тоа си го зборува и не знам дали ќе се јавно ќе се покаже за таа одлука да биде во Валенсија. А ако имаме в предвид дека Мамардашвили замина во Ливерпул, па пак не добива шанса како прв голман, ама знаеш, Валенсија те бара и... Дали е точно дека си имал авантура со девојка од модниот свет, додека си бил во врска со Антонија? Не. Секојаш си верен како сега со Ивана? Да не се лажеме, не сум бил верен, меѓутоа сум имал причина. Кога требало. Дали е точно дека би влегол во врска со Елена Ристевска само поради публицитет? Не. Сакаш да кажеш дека не би влегол во врска со Елена Ристевска? Не би влегол. Зошто? Ја почитувам, ја сакам многу повозрасна од мене. Што има веза тоа? Ти ви направил се за шоу, а? Па не е шоу, што и фали на Елена Ристевска. Ништо не фали. Па зашто да не би влезла во Прекрасна е, врска? преубава и презгодна е, но не би влегол дете. Едноставно осеќам дека и карактерно нема да се Не сте исти. да си одговараме со Елена, да. Добро. Дали е точно дека си имал нешто повеќе од пријателство со Антонија Гиговска? Дека сум имал повеќе од пријателство со Антонија Гиговска. Нешто повеќе? Не, како да ти кажам, ништо не сум имал со Антонија Гиговска, освен пријателство. Никогаш во мојот живот, така да... Не. Добро, се анализират одговорите. Никогаш не си снимал дует со неизе, со некоја женска? Имам понудено 2 пати на Антонија да снимиме дует, 2 пати не се пронаоѓаше во песните што ги пратив и е созема легитимно да не ќе да направи песна текно. И а имам со Малена ми е, со Магдалена Сафир, не валјала ми е со Лина. Солина. Да, со Теја Трајковска имаме на Сатурн, сега нова искочи. Луда, така да имам доста соработи. Дали е точно дека го мразиш Миро пред да го запознаеш во живо? Не. Ја имав такво чувство. Дека те мразам. Па, Ама се најжив кога ми го постои пришањево, викам, зашто да го мразам? Тоше, Тоде, дали некојаш си излажал за резултати постигнати од диетата? Например, да кажеш, со оваа диета ославна 15 кила, а нема веза ти 10 си ославно. Да. Може би несвесно. Да, сигурно добро, некој кило значи имам и на промашено. шампионите си случува Имаме тоа. промашено се. Кога најчесто тоа ти си има случено? Кога, например, сам себе ќе си излажеш, Габи ќе излажеш дома твоите ќе денеска си имнав 3 кила или месецов си имнав 6 кила, а ти си трипол, например, скинал. Па во суштина, кај мене не играше никаква улога килажата, бидејќи јас сум во тешка категорија и тоа е над 90, над 100 килограми, така да воопшто не игра улога тежината, повеќе игра улога колку пазиме на исхраната и дали тука сум прекршил нешто. А тежината
барем последните 10-15 години никаква улога не играл. Мислам ја и константно некои 107-108 кг ми некоја константна тежина, така да немам варијации некои големи. Најголема тежина имав кога знам се женев за Габи, тогаш бев 125 кг. Како трупче бев. После тоа веќе се врати во нормално. Тоа е 2002 година. Дали знаеш дека си првиот специјалец кој што си ставен на детектор на лаги кај мене во емисија? Не знам. Еве јас ќе ти кажам. Не сум првиот. И кој беше друг? Стојанчо Ангелов. Да, браво бе Тоше, бе, леле, го забравивме генералот. Голем поздрав до генералот. Да, голем поздрав до генералот. Дали си сакала некоја песна да ја отпееш што никогаш не си ја отпеал? Што никад нисам отпевала. Некој туѓа. Некоја песна што не е твоја, а си сакала да биде твоја. Да, и песма Нине Бадрич, Да Бог да стане цел свет, која е и требало да буде моја, али ја ја нисам узела. Jer sam u tom trenutku imala previše balada na albumu, tako da je ona došla kao poslednja i s obzirom da je radila Aleksandra Milutinović, ona je rekla imam još jednu pesmu, sam rekla ja pa to je balada, daj nemoj više balade, znaš, nećemo to i tako je ta pesma. Koja godina ovo? Ne znam koja je to godina, mislim da je to bio Domino album recimo, ili je bilo Žar ptica. Da Bog da stane cijeli svet, stane bar na tren, da se opet tebi vratim, da me zagrliš kao dijete, pa ne glavom platim. I hajde da ne pevam dalje. Знаеш да отпееш некојаш на концерт ова? Da li znam nju da otpevam? A ne, zato što na koncertima pevam svoje pesme. Своје песни, Da. така? Da. Не бе, гледаш и браво. А криво ти е што не отпеа? Pa nije mi krivo zato što je ta pesma baš trebalo da bude za njim. Како викат, не било за кој речено, за кој печено. Baš tako, nije kome rečeno nego kome je suđeno. Дали првиот стендап ти бил пред повеќе пријатели отколку публика? Не. Не. Браво. Храбро. Првиот стендап ми беше во Белград. Во Белград? Да. И таму од пријатели имав само еден другар што дојде со мене од Скопје да ме подржи. Настапив 5 минути пред непозната публика на српски јазик, да, во Битеф Арт кафе во Белград и Значи тоа е точно што го кажуваше некој на Инстаграм дека првиот настап. Мислам нешто лажеш. Не, точно. Стварно? Да. Имаше конкурс. Ја мислам ти почна се извинал со Бојан Велески. Не, тоа е отпосле. Мислам со него ги направив поголемите. Да. Поголемите настани, ама првиот настап за го стендап настап ми е во Белград на конкурс од Стендап РС. Бара нови членови, такви работи, се пријавив. Ми рекоа доаѓај, запалив кола од Скопје, отидов до Белград да настапам 5 минути и се вратив. Браво, храбро. Каква будала. Дали е точно дека него поднесуваш адвокат Јанаки Митровски? Не го забележува. Да или не? Не ми значи ништо воопшто. Он се труди нешто околу мене, реплика, прави некои... Што се случи со Јанаки? Прави некои русови, некои видеа, нешто прави нешто. А кај се стрчкавте ви? Никаде не. А што му смета? Што ти он смета? Како? Мислам дека он правеше некои коментари за мене, за некои си имотни состојби. А јас му напишав еден коментар еднаш на слика негова на таа пара. Мислам дека беше некај на одмор. Ама чисто да се шалам, да ме конака. И он те свати погрешно? Да ме конака, на таа пара. Да, така пицека, да. Али не сум имал ништо со него никогаш лично. Дури еднаш мислам дека го барав да му дадам еден премет да застапува за клевети, нешто така беше. Дали некој си бил љубоморен на успехот на друг фитнес инфлуенсер? Некад јесам, сад не. Како успеа љубомората од некогаш до сега да
да ја ставиш на прав пат? Pa, to je nizak nivo svesti. Ljubomorna si na nekoga, nisi ga ni upoznao i tako dalje, to je ogledalo tebe. To znači da ti je potrebno da ti gledaš nekog tamo koji je ispred tebe i da mu zameraš, a pazi, ne poznaješ ga, ne znaš njegov put i tako dalje. Tako da razumevanjem sada znam da sam ja u ovoj igrici života sam i da gledam sebe i to je jedino što ljudi mogu da gledaju. A koga beše ljubomoren, koga beše pomlad? Pa ni ne sjećam se, svako ko je bio ispred mene sam bio, to je dobro u stvari u tom trenutku, ta ljubomora je mene gurala, davala motivaciju da ja budem bolji. Znaš, i to je bilo dobro, ali i bilo i straha iz pogrešnih razloga. Sada to ide skroz ka nečemu drugom. Sad bih voleo svi da uspeju. Voleo bih čak svi da budu bolji od mene. Da li je točno дека некогаш сте снимале заедно, а не сте зборувале? Da. Izvinjam se, da li je... Kad smo snimili s nekim, posle nismo pričali. Da. Jeste, ima, što se kaže, s kim nismo više u dobrim odnosima nakon snimanja. Ali bifovi. Da, rap bifovi ima, više nismo u dobrim odnosima sa Škabom, jer, eto, razišli su nam se pogledi na svet i nekako... Zajebao nešto? Ili ne? No, to je istina. Istina, nismo. Može on još i gore. Da, pa neću, brate, ne, sve o bivšim prijateljima, sve najbolje. Sve je to okej. U smislu, eto, samo smo se, što se kaže, razišli Ti se nasmeja, zato. Dobro, a зошто најчесто, например, има некои несагласувања околу песни, околу или едноставно комуникацијата се навршува? Komunikacija loša i kao generalno razilaženje u tom nekom, ajde kažem, to što kaže kum načinu razmišljanja, kao ono se drži neke svoje priče, mi se držimo svoje priče. To. I na neki ružan način je to sve ispalo, ali dobro, to je sve iza nas, ljudi već znaju, ima po podcastima, već smo rekli, i nećemo, rekli smo, aj kum, stavljamo tačke na sve te rap bifove, prodali su se, nisu se prodali, nema više toga kod nas u podcastima i u intervjuima, mi više o tome ne pričamo. Da li Ceca ti je napravi karijerata? Pa сега не знам како да го одговорам, дали со да или со не. Ми Како помогна. мислиш ти така го одговори, само не ги мрди тие? Ми има помогнато доста. Јас си пеам и пред Грант. Така да ми има доста помогнато. Да или не? Па да. А се анализира прашањето, детекторот 30 секунди. Со тоа дали ја кажуваш вистината, дали ја и не ја кажуваш вистината. Цеца е големо име на Балканот, така да дефинитивно има помогнато. Ти си свие каква жена е во живо? Секако. Мајка, кралица и Тоа е точно? Тоа е, јас го тврдам тоа. Даре, дали е точно дека работиш за Тимчо Моцунски? Да. Од каде тоа? Како се најдовте, како се склопивте? Многу случајно, мои пријатели од детство му се негово тимот за работа. Аха. Да. И кога стапи на оваа функција сега кај што е, им требаше рил, ајде кажам, човек за рилови. И буквално трна од човек за рилови, па сега све што е потребно за самата институција, за сите проблематики и прашања. Дали е точно дека не разговараш со Стефан Лазаров? Не. Разговараш? Не разговараме секој ден здраво, ало, како си, шо приш, али формално да, разговараме. Тоа што било. Што било? Што беше помеѓу? Па јас сум бил јабев крив, да речеме. Дадов изјава за еден портал дека хиени ми ги крадат гостите, ја кога почнав со подкастот и он тогаш почнуваш. И он стави нешто на стори, ја му кажав извини, окей, мислам моја грешка, се извинив културно и сега сме онака, у нормални односи, окей, не сме хейтери. Дали е точно дека Македонија сакаш повеќе од Германија? Па да, 100%. Пади што збориш? 100%. Толку многу ја засака Македонија? Да. Ама ако не сакав, нема да живам тука, знаеш. Те сакаат луѓето? Да, ама знаеш, јас многу сум благодарен за ова, ама
првите 2 години живеев тука, знаеш, без Инстаграм. Да, без Инстаграм. Да, не снимав, ништо не правив, среќен бев. И среќен бев, браво. Што ти се свига во Македонија? Начинот, животот, љубезноста, сонцето, планините, храната, што ти се допаѓа? Па се, знаеш, миксот од се. Се. Знаеш, дека имаме таква природа, се различно, нема кај си, знаеш, има доста интересни места, сите се различни. Како да го зборуваат, како не знам, како изгледа. Ти си прилепи за не знам, како Египет маку, знаеш, без дрва, после ти си видела друг свет, како Скандинавија. После Охрид, како на море. Или после, не знам, Кичево, друг свет. И после, не знам, Македонски брод, друг свет. Сегде си бил таму? Таму да, ама не сум бил Пешчево, Делчево, таму тоа, Македонска каменица.